أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير آمين. Го слушам шумот, пријателот не го гледам. Хасан ел Бастри. Поглавје 6. Разговорите и преписката со управувачите и средбите со добротворците. Возвишениот Аллах ја зел обврската од владетелите, од заповедниците и од намесниците, дека нема да управуваат според сопственото наоѓање, дека ќе се плашат од Аллах, а не од луѓето, и дека нема да тргуваат со зборот на Аллах, Куранот. Кој од нив ќе го исполни даденото ветување, тој се спасил, а кој ќе го прекрши, тој се упропастил себе си. Не гледајте го удобниот живот и раскошното руво на владетелот, туку гледајте во начинот на нивниот крај, во лошиот завршеток. Кога возвишениот Аллах му го сака доброто на еден народ, тој прави неговите владетели да бидат благи и државните приходи да ги собираат широкоградите. А кога тој ќе реши за пропаста на некој народ, прави на власт да дојдат глупаци, а приходите да ги собираат скржавци. Од одделни придруженици на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем сум слушал дека во предзнаците на последниот час меѓу другото спаѓаат: пред крајот на светот управителите ќе бидат развратници, министрите лажговци, доверителите предавници, научниците расипници и командантите насилници. Јас на вистина се плашам дека тоа е ова наше време. Еден ден намесникот во Басра, Ен Наср ибн Амр, во присуство на Хасан рекол: Еј, татко на Сеид, возвишениот Аллах го создал овој свет и неговите украси и убавини ги направил дозволени за своите робови. Куранот вели: јадете и пијте, но не претерувајте. Аллах на вистина не ги љуби претерувачите. Куран, суре Ел-А'раф, 31 ајет. И кој ги забрани на китите Аллахови, кои тој за робовите своји ги вади и вкусни јадења? Кажи: овие се на овој свет за оние кои веруваат, а особено на оној свет. Куран, суре Ел-А'раф, 32 ајет, на што Хасан рекол: човеку, плаши се од Аллах за свое добро. Бегај од пустите желби, бидејќи тие ќе те упропастат. Знај дека никому не му е дадено ни едно добро од овој или од оној свет само поради неговата желба. Постојат две куќи во кои се живее. Кој ќе чини добрини на овој свет, ќе го има и оној свет, а и на овој свет ќе го најде она што му е определено. А кој ќе заборави на својата душа, ги изгубил и овој и оној свет. Возвишениот Аллах за себе го одбрал Мухаммед. Го испратил со објава за целиот човечки род како пратеник, од милоста своја, како и на сите своји созданија. Книгата која тој ја донел од возвишениот Аллах, кажува дека возвишениот Аллах на својот пратеник алейхи селам му определил рок на овој свет, како и на сите луѓе. Куранот вели: во пратеникот на вистина имате убав пример. Куран, суре Ел-Ахзаб, 21 ајет.
Нам ни е наредено да го земеме она што ни го дава пратеникот, алейхи селам, да одиме по патот по кој одел пратеникот, алейхи селам, и да постапуваме според неговиот суннет. Што и да постигнеме на тој пат, сме го постигнале благодарејќи му на возвишениот Аллах, кој ни даруваше милост, а должни сме да се покаеме за гревовите и да бараме простување од Аллах за сите пропусти. Само тоа е вратата на спасението. А во пустите желби нема ама баш никакво добро. Нема добро ни кај оние кои живеат само од пустите желби и надежи. Во времето на пратеникот, алейхи селам, кој живеел и дејствувал меѓу нас, луѓето велеле дека го сакаат возвишениот Аллах, а тој објавил: кажи, ако го љубите Аллах, па следете ме, Аллах ќе ве љуби и ќе ви ги прости гревовите ваши. Аллах е простувач и somilостен. Кур'ан, суре Али Имран, 31 ајет. Значи, љубовта кон возвишениот Аллах се потврдува со искреното следење на патот на неговиот пратеник, алейхи селам. Кој пак не го следи патот на Аллаховиот пратеник, алейхи селам, лаже дека го сака возвишениот Аллах. Човеку, плаши се од возвишениот Аллах за свое добро. Се колнам во Аллах, сум ги видел оние кои пред тебе биле во твојата положба и тие излегувале на минбер како што излегуваш ти. И нивните свити биле огромни, а алиштата од голема гордост им се влечела по земјата. Сакале да се покажат како моćни пред луѓето, така што граделе и се облекувале надпреварувајќи се. Но еден ден биле ненадејно зграпчени од своите позиции и одеднаш им било залудно тоа што грижливо го собирале од доброто на овој свет. На крајот му биле приведени на својот Создател и Господар, каде им се покажани нивните дела, а тешко ним на денот кога ќе им биде јасно дека самите себе си тешко се измамиле. Тешко ним и на денот кога човекот ќе избега од брата си, од мајка си, од татко си и од другарите своји и од синовите своји, на денот тој секој човек ќе биде обземен со состојбата своја. Кур'ан, суре Абесе, 34 до 37 ајет. Еј, наместнику, плаши се од возвишениот Аллах повеќе од се, бидејќи ти се разликуваш од луѓето на упатството и на суннетот, како во приватниот, така и во својот јавен живот. Се занесуваш со пусти желби и бараш секакво оправдување, но знај дека постојат две групи луѓе, оние што го бараат овој и оние што го бараат оној свет. Се колнам во Аллах, оној што го бара оној свет, го пронашол и се смирил, а оној што трага по овој свет, не го наоѓа никаде. Тој се изморил од силното трагање и се наоѓа пред блиска пропаст. Ти варди се да не те нажали барањето на минливиот, а оставањето на вечниот и да бидеш од оние кои страшно ќе се каат. Навистина е мудро кажано, доволно му е на човекот неверството, што на неверниците ќе им биде доверител и ќе им помага во нивните злодела. На еден сиромашен човек му е приговорено: зошто не одиш кај управителот да ти подари некое добро? На што одговорил: го молам возвишениот Аллах да ме сочува од се што не му е драго. Да умрам како верник, макар без ништо, ми е помило, отколку да умрам како лицемер, па макар и со огромно тело. Кога Омер ибн Хубеје
бил поставен за наместник во Ирак, го повикал Хасан и Еш-Шаби и им рекол: големиот Аллах ви ја подобрил состојбата. Мене халифот Језид ибн Абдул Мелик ми подготвил тешка книга, во чија примена се наоѓа мојата пропаст. Се плашам, ако се покорам на тоа дека ќе ме стигне Аллаховата казна, но ако пак не се покорам, дека ќе ме стигне гневот на Језид, од кој никогаш нема да се спасам. Што ми советувате да правам? Хасан се свртил кон Шаби и му рекол: одговори му на човекот. Трогнат од зборовите на наместникот, Еш-Шаби почнал да му одобрува и брзо го завршил говорот. Наместникот сакал да го чуе и Хасановото мислење. По долго колебање, Хасан рекол: се колнам во Аллах, јас велам дека ти се приближува семнувањето на дрскиот и грубиот Аллахов ангел, кој без поговор ги извршува неговите наредби. Тој ќе те зграпчи и од твојата пространа палата ќе те потисне во тесен и мрачен гроб. Тогаш, наместнику, синот на Абдулмелик нема да ти помогне. Меѓутоа, јас се надевам дека тебе возвишениот Аллах ќе те сочува од Језид, но сосема сум сигурен дека тебе Језид нема да може да те спаси од казната на Аллах. Затоа, ти плаши се од Аллах. Покорноста кон Језид може врз тебе да го навлече Аллаховиот гнев. Па каде ќе одиш тогаш? Јас само те подсетувам на она со што Аллах те застрашува кога вели: ете, тоа е за оној кој се плаши од стоењето пред мене и кој стравува од мојата закана. Кур'ан, суре Ибрахим, 14 ајет. Ако му бидеш покорен на возвишениот Аллах, ќе се спасиш од злото на Језид. А ако пак му бидеш другар на Језид во грешењето, возвишениот Аллах ќе те остави на Језид и тогаш кога тој најмалку може да ти помогне. Овде Ибн Хубеје заплакал. Подоцна обилно го наградил Хасана, а Еш-Шаби го оставил без подарок. Враќајќи им се на своите слушатели во џамијата, Еш-Шаби рекол: луѓе, кој може да му даде предност на возвишениот Аллах пред созданијата негови, нека го стори тоа. Ибн Хубеје го бараше моето и Хасановото мислење. Се колнам во Аллах, Хасан не знаеше ништо што и јас не го знаев, но јас настојував да ја задоволам душата на наместникот, та и говорот така го адаптирав. Сакав да ја имам неговата наклонетост и Аллах ме казни и ме оддалечи од својата милост, а Хасан беше на негова страна. И тој уште повеќе го доближи кон себе, а и Ибн Хубеје го воздигна над мене и обилно го награди. Излегувајќи еднаш од Ибн Хубеје, на неговата врата Хасан нашол група научници и им се обратил со зборовите: што ве довело да чекате тука? Дај Боже да не се умножи вашата дружина. Сакате да влезете кај овие шугави? Се колнам во Аллах, вашето дружење не е дружење со добротвори, ниту вашето седење е седење со добрите. Затоа одете од овде. Дај Боже вашите души да бидат одвоени од вашите тела и Бог да чува да има слични на вас меѓу муслиманите. Сте се облекле и сте ги засукале алиштата, главите сте ги избричиле и сте подвлекле сурма и сте станале најлоша дружина. Сте ги посрамотиле учените, Аллах никогаш повеќе да не ја состави вашата дружина. Да се воздржевте од она што е кај владетелот, тие би стремеле по она што е во вас. Меѓутоа, вие бевте алчни по она што е во нивните раце, така што вашето знаење ним веќе не им е интересно. Мислам дека токму вие сте оние кои возвишениот Аллах ги оддалечил од својата милост. Хаџаџ си изградил куќа за себе во Васит и го повикал Хасан да ја види.
Откако го сторил тоа, Хасан рекол: благодарност на Аллах. Навистина, управувачите се сметаат моćни, а ние секој ден се учиме од нивните примери и црпиме поуки. Едни од нив градат палати, ги украсуваат постелите, ја разубавуваат облеката и ја величат својата свита. А тогаш околу нив почнуваат мувите алчно да кружат и влюбениците во огнот и лошите приврзаници на кои тие потоа им се фалат. Погледнете што сум сторил. Видовме, о измамен, развратник си и на сите на небесата си им одвратен, а и оние на земјата те проколнуваат. Си ја изградил минливата куќа, уривајќи ја вечната куќа. Си бил вообразен во куќата на измамата, затоа ќе бидеш понижен во куќата на вечната радост. Потоа ја напуштил куќата на хаџадж, рецитирајќи: Аллах го зел ветувањето од учените, дека тие секако на луѓето ќе им го објаснуваат Куранот и дека нема ништо да кријат. Слушајќи се што рекол Хасан, хаџадж многу се налутил и собирајќи ги потоа жителите на Шам, им се обратил со овие зборови: Зар не ме укори во ваше присуство, додека вие молчевте, о робови на жителите на Бастра? И по наредбата на хаџадж го притвориле Хасан, кој поместувајќи ги устните шепотел во себе. Тој го прашал: Застани, татко на Сеид, зар не го почитуваше тоа што јас сум намесник, туку така говореше за мене? На тоа Хасан мирно му одговорил: Намеснику, нека ти се смилува возвишениот Аллах. Оној што те застрашува за да те сочува, е помилостив кон тебе и повеќе те сака, и почитува од оној што ти се додворува, убедувајќи те дека ќе бидеш спасен. А ќе видиш кој ти бил пријател кога ќе го здогледаш стравот. Не ми беше намерата тоа што прво тебе ти падна на ум, кога слушна што сум рекол и она што сега го мислиш. Сега во твои раце се две работи: прошката и казната. Стори го тоа што ти е попримерно и на што си подостоен, и имај верба во Аллах, кој ни е доволен и мене и тебе. Чудесен е Аллах, Создателот и Господарот наш. Хаџадж се застрамил од своите зборови и молејќи го Хасан да му прости, му укажал почести и му дал подароци. Кога Ади ибн Ерта бил именуван за намесник на Басра, решил судството да му го довери на Хасан. Дознавајќи го тоа, Хасан избегал и доаѓајќи на сигурно место, на намесникот му го порачал ова: Намеснику, оној што мрази нешто не е достоен да го извршува и не може да го извршува ефикасно ако мора да го прави тоа. Оној што го прави тоа без вистински мотив и вистинска намера заслужува да не му се помогне. Во можност си, на позицијата која мене ми ја нудиш, да поставиш луѓе кои се подостојни од мене и поважно е ним да им го довериш аманетот кој ти е подобро од мене ќе го чуваат. Бидејќи нема никакво добро во барањето помош од оној кој смета дека не му е должност да го прими аманетот што му се доверува. Затоа, намеснику, ослободи ме од обврската која сакаш сосила да ми ја наметнеш. Аллах нека те ослободи и нека ти даде секакво добро, затоа што ме остави на мира. Навистина, Аллах нема да го лиши од награда оној што прави добри дела. Халифот Омер ибн Абдулазис побарал од Хасан да му даде совет и задоволувајќи му ја желбата му рекол: Владетело на верните, она што било, како да не било, а она што ќе дојде, не баре веќе е. Знај, владетело на верните, дека е прекрасен вкусот на она што доаѓа по воздржувањето,
па дури и да ја вкусиш горчината на тоа воздржување. А вкусот на убавиот крај е најпријатен. Последица на задоволувањето на лакомостите на телото е секако горчлива и таа неминовно ќе дојде дури и за миг да ја вкусиш сласта од тоа, а крајниот исход на сето тоа ќе биде смртен за оној што ќе ги слуша своите страсти. Знај, владетелу на верните, дека ќе се спаси само оној кој ќе се зачува од гревот и добро ќе внимава да го добие спасението во вечната куќа. Тој ќе ја заслужи и милоста на Аллах и ќе биде внесен во дженнетот. Владетелу на верните, овој свет е куќа на пакоста, од која мора да се селиме во куќата на постојаното живење. Адем алейхиселам е изведен на земјата да живее на неа, за да ја издржи казната за извршениот грев. Затоа, биди предпазлив кон овој свет, бидејќи и влюбените во него ќе мораат да го остават. Богатиот на него е вистински сиромав, а среќен е оној што не му се препушта. Овој свет го искушувал искусниот и умниот и открил дека тој го понижува оној кој го става над се друго. Овој свет е како отров. Го зема оној кој не го познава и настојува целосно да му се доближи, бидејќи не ја знае неговата опасност, а се колнам во Аллах дека тој него го усмртува. Затоа, владетелу, биди на него како оној што ги лекува раните своји. Ако само малку се стрпиш, ќе го постигнеш она што трае вечно. Умен е оној кој се варди од овој свет и не се залажува со неговите убавини. Тој знае дека светот е сличен на вешт и опасен измамник, кој им се нуди на сите и се накитува за да може повеќе да им се допадне на своите додворувачи, токму како невестата во која гледаат сите очи и во која сите срца се влюбени. Се колнам во оној кој со вистината го испратил Мухаммед, овој свети убиец на своите влюбеници. Затоа, владетелу на верните, варди се и тебе да не те кутне и биди предпазлив да не се лизнеш. Изобилството на овој свет донесува несреќа и големо искушение, а врзувањето за него неминовно води во пропаст. Знај, владетелу, дека неговите ветувања се лажни надевања, бистрината е матност, а животот негов е вистинска мачнина. Ќе успее само оној што ќе го остави, а ќе пропадне оној што ќе го прифати. Разумен и мудар е оној што се плаши од она со што го застрашува возвишениот Аллах, а предпазлив е во она од што мора да се биде предпазлив, како и оној што добро пресметал дека неминовно настапува заминувањето од минливата во вечната куќа. Во тоа подоцна ќе се увери секој човек и во тоа цврсто ќе верува. Се колнам во Аллах, овој свет е куќа во која се издржува казна. Нему му се препушта само оној што нема ум и тој го собира. Од него е воодушевен оној што нема знаење. Разумен и мудар е оној кој со него ги лекува раните своји, поднесувајќи ја гочливоста на лекот со надеж за скоро излекување и оној што се плаши од лошиот крај. Овој свет е сон, идниот свет е јаве. Нив само смртта ги дели. Меѓутоа, луѓето им се препуштени на своите збркани сни. Владетелу на верните, јас само велам како што рекол еден мудрец. Ако се спасиш од овој свет, си се спасил од секоја несреќа, а ако пак не можеш да се спасиш, не те вбројувам во спасените. Кога ја примил Хасановата книга,
Омер ибн Абдулазиз толку гласно заплакал, што и сите присутни ги расплакал. Потоа рекол: возвишениот Аллах нека му се смилува на Хасан. Тој постојано не учи барајќи да бидеме будни и да ја оставиме небрежноста. Прекрасен ли е советот, искрен и јасен. А тогаш му напишал на Хасан писмо: добив од тебе корисни совети и упатства. На душата и беа лек. Ти на вистина точно го опише овој свет, бидејќи во него е умен, оној што живее во постојан страв, не баре сите суштества на него веќе одамна изумреле. Нека биде Аллаховиот мир врз тебе, како и милоста и благословот. А Хасан вака ги образложил зборовите на халифот: прекрасен е владетелот кој ја зборува вистината и ги прима советите. Со него возвишениот Аллах ја усречил заедницата на муслиманите и им ја дополнил благодетта, и на сите жители на исламската држава им ја дарувал милоста своја. А потоа Хасан повторно му напишал писмо на халифот: владетелу на верните, навистина пред тебе се најголемиот страф и страшниот настан. Тие ќе дојдат, нема сомнеш во тоа. Дори тогаш ти ќе видиш дали ќе бидеш спасен или упропастен. Варди се, владетелу, од она во што возвишениот Аллах те направил господар на робовите своји. Да не бидеш како оној кому нешто му доверил неговиот господар. Му го предал на чување богатството и имотот свој, и имотот го растурил, а богатството го пуштил, и така го осиромашил и него и неговото семејство. Знај дека возвишениот Аллах им наредил на водачите кои ги поставил на тие позиции, на која си и ти, да ги одвраќаат неговите робови од лошите дела и да ги спречуваат во лошите постапки. А ако владетелите прават лоши дела и разврат, како ли ќе биде тогаш? Покрај тоа, им наредил да ја извршат казната врз оние кои ја заслужиле. Како ли ќе биде ако биде потребно владетелот да се казни? Сети се, владетелу на верните, кога ќе имаш малку приврзаници кај Создателот и Господарот на световите и малку помошници на денот, кога тој повторно ќе те оживее. Затоа, подготви се за таа средба, за денот на најголемиот страв и за неизвестноста. Знај, владетелу, дека имаш куќа, но не онаа во која сега живееш, туку онаа во која ќе живееш долго и во која пријателите ќе те остават сам. Подготви се добро за денот кога човекот ќе побегне од брата си, и од мајка си, и од татка си, и од другарите своји, и од синовите своји. Кур'ан, суре Абесе, 34 до 37 ајет. И сети се на денот кога сите ќе бидат оживеани и кога на виделина ќе излезе она што го криеле во срцата, кога тајните ќе бидат откриени, книгата поделена, книгата која нема да го изостави ни малиот ни големиот грев, ќе наброи се. Работи додека имаш време, пред да настапи смртта и да го прекине секое дело. Варди се, владетелу на верните, да не им судиш на луѓето како што суделе паганите, или со нив да ги следиш патиштата на насилниците. Не товари им ги на слабите оние кои се горделливи, бидејќи горделливите не го почитуваат ни договорот, ни заштитништвото. Аллаховиот пратеник Мухаммед алейхи селам рекол: кој ќе постави за намесник некој насилник или кој ќе го помогне во што и да е, го фрлил исламот зад грб. Плаши се од Аллах, немој да ги земеш своите гревови и со нив гревовите на другите, своите товари и со нив туѓите товари.
Нека не те залажуваат оние кои се чувствувале пријатно во твојата беда и кои уживаат во доброто на твоја штета. Владетелу, не гледај ја денес својата сила, туку гледај во немоќта своја утре кога ќе бидеш фатен и врзан со јажето на смртта и донесен кај својот Создател и Господар во друштвото на мелеките и пратениците, кога сите луѓе ќе мораат да му бидат покорни на живиот и вечниот. Јас, владетелу на верните, иако во својот совет не сум го постигнал степенот на умните пред мене, не сум се воздржувал во давањето совети, сочувствувајќи со тебе. Затоа, дај го на оваа моја книга местото што го заслужува. Сослушај ја нејзината порака како оној што со тоа сака да има полза. Горчливоста на лекот нека ти ја ублажи надежта во неговата ефикасност. Врз тебе нека биде мирот, милоста и благословот Аллахов. Хасан слушнал некого како го проколнува на хаџадж и му рекол: не прави го тоа Аллах да ти се смилува, бидејќи какви сте, така и вие. Ние се плашиме ако хаџадж биде сменет или ако умре да не управуваат со нас мајмуни или свињи. Аллаховиот пратеник алейхи селам рекол: вашите управувачи се онакви какви што се вашите дела. Какви ќе бидете вие, такви ќе бидат и управувачите над вас. Сум слушнал како некој му се жалел на еден од добрите луѓе за насилството на владетелот, на што овој му одговорил: брате, ја примив твојата книга, во која спомнуваш во каква состојба сте и дека сте под насилството на управителот. Оној што прави грев не би требало да ја негира казната. Јас мислам дека вашата сегашна состојба е само предзнак на уште полоша состојба, која ќе ве снајде како последица на вашите гревови. Сум слушнал дека Ебу Бекир ради Аллаху анху рекол: еј луѓе, сум го слушнал Аллаховиот пратеник алейхи селам како вели дека возвишениот Аллах објавил: јас сум Аллах, нема друг Бог освен мене, јас сум владател на сите владетели и сите тие се под моја власт. Кој ќе ми се покори мене, јас ќе сторам владетелите да бидат милостиви кон него, а кој ќе се осили кон мене, нему владетелите ќе му бидат одмазда. Затоа, не врзувајте ги своите срца за владетелите, туку повратете се кон мене и направете ми покаяние, и ќе ги смилостивам владетелите кон вас и ќе ги направам благи кон вас. На нечие прашање за хаџадж, Хасан рекол: тој ја чита Аллаховата книга, држи предавања слично на избраните луѓе и им дели храна на сиромашните. Тој ја цени искреноста и казнува слично на насилниците. Што се однесува на вас, обожувајте го и покајте му се вистински на возвишениот Аллах и ќе ве сочува од неговото насилство. И знајте, кај Аллах има многу како хаџадж.